Наша и задача и цел беше да утврдиме кои се бариерите, оние најважни бариери кои што го попречуваат квалитетното инклузивно образование и исто така ни е цел да дадеме предлог препораки за надминување, за се во служба на надминување на овие бариери, кои што сите испитаници во истражувањето ги истакнаа заеднички. Една од нив се однесува на едукација на родителите на децата со типичен развој и едукација на родители на деца со посебни потреби. Како втора бариера од истражувањето произлезе континуирана едукација, обука на наставниците и стручните служби, односно психолошко-педагошките служби. И како трета бариера која истакнаја сите испитаници е всушност немање на соодветни технички и кадровски услови во училиштата. Ние, ова третата, ресурсен центар, сметаме дека на некој начин требаше да биде предуслов исполнет пред да се воведе инклузијата во образованието, меѓутоа работите се такви какви што се и затоа ја истакнавме како трета бариера. Како општество се однесуваме кон децата со посебни потреби во образованието? Знаете, имаме многу контрадикторни ставови. Ние добивме резултати од истражувањата, меѓутоа кои на некој начин не се совпаѓаат со она што ресурсен центар го има согледано на терен и од неговата повеќе годишна работа. Например, веќе ви кажам една ситуација. Ресурсниот центар смета дека родителите на деца со типичен развој на некој начин даваат отпор во училиштето кај што учат нивните деца да учи дете со посебни потреби, а дури тој отпор преминува и во движење, а сето тоа е на некој начин подкрепено со избегнување на законската регулатива или пак воопшто не постапувајќи по законска регулатива, и тоа му дополнителен проблем е на родителите на децата со посебни потреби. Исто така, ние констатиравме дека многу мал број на деца со посебни потреби учат во редовното образование. Родителите всушност се тие кои што треба, нели, да донесат одлука во кој училиште ќе учи нивното дете, и ако се одредат за да учи во редовно образование, тие наоѓаат на голем број на проблеми, што во почетокот не се ни задоволни нити условите, нити од третманот, нити од постигнувањето на своето дете. И често се во дилема, несигурни се, несреќни се, дали донесле правилна одлука, го чувствуваат и отпорот од родителите. Имаме отпор и од наставниците. Меѓутоа сметаме дека наставниците го даваат својот отпор заради тоа што не се доволно едуцирани. Значи во нивното формално образование воопшто не постојат содржини кои што се однесуваат на работа со деца со посебни потреби. Кои се препораките на ресурсниот центар, односно како општество подобро да ги прифатиме децата со посебни потреби во образовниот систем? Едукација. Значи преку едукација нарочито што се однесува до родителите. Од една страна се родителите на децата со типичен развој, ние сметаме дека тие треба да се едуцираат за состојбите, за потребите, за проблемите со кои што се соочуваат децата, лицата со посебни потреби, и то уште од најрана возраст кога се нивните дечиња. Сметаме дека родителите се тие кои што треба да изградат толерантни личности, хумани, кои што различностите на некој начин ги прифаќаат, сакат да се дружат со нивни врсничиња, со дечиња со посебни потреби, да им помагаат, да ги поддржуваат, и дека всушност ние заедно и наставниците, и родителите, и сите вклучени, значи во воспитувањето, образувањето на децата, ќе придонесеме да фактички ги прифатиме, да му дозволиме на децата да ги спојат своите светови. Имаме мисија да им служиме на децата и на семејствата на посебни потреби и лицата исто така.
да им дадеме поддршка, да им дадеме во секоја сфера да им го подобриме животот. Наша цел ние да ги мапираме семејствата на лицата и децата со посебни потреби и правиме дата база, затоа што во Македонија се уште нема регистар. Сработуваме со сите владини и невладини организации и здруженија. Правиме за прв пат во Македонија психолошка поддршка на родители, родител на родител, психолог на родител, правиме психолошки кампови за родителите на децата со посебни потреби и давам апел до сите родители, без разлика која да е попреченоста, да не се срамат, да не се плашат, може слободно не се обратат, може да не најдат на вебсајтот на ресурсен центар и можеме да им помогнеме во било која сфера на животот. Ја мислам дека нема проблем за да ги прифатиме децата, затоа што тие не се ниту заразни, ниту болни, тие се само лица со посебни потреби и деца со посебни потреби и буквално треба секој да гледа баш како и на секое свое дете, бидејќи никој не знае што може да му се случи понатаму и што може да му тропне на вратата. Постојат повеќе проблеми. Се соочуваме со недобра информираност, значи не се информирани доволно ни родителите, исто тука фали едукација на стручните работници, фалат тие работилници, едукативна информација немаат соработка родителите со наставниците. Фалат тие бариери да се надминат за да се направи таа соработка. Самите стручни соработници да согледаат дека децата со попречености не се опасни за да им попречуваат во нивната работа, во одвивањето на нивната настава, можат да дојдат до квалитетно образование и тие деца. Како реагираат децата со посебни потреби кога ќе најдат на вакви бариери дека се неприфатени? Најнормална работа, значи секој човек како човек реагира кога ќе биде неприфатен во општеството, исто така и тие деца се соочуваат, преживуваат психички стресови, се чувствуваат отфрлени, едноставно се зголемува нивната диагноза и колку да е пониска, со самото нивно неприфаќање во општеството се чувствуваат загрозени.